Afghanistan, African Union, Armenia. Со 177 амбасади, Вашингтон ја има една од најголемите и најдинамичните дипломатски заедници во светот. Што е разбирливо, бидејќи луѓе од цел свет го избрале американскиот главен град за да живеат и работат тука. Традиционално на крајот на годината, голем дел од овие амбасади се представуваат на годишен саем во зградата Роналд Реган во Вашингтон. Целта е поврзување на различните нации и култури, поттикнување на меѓународниот диалог, но и отворање на нови бизнис можности. Главната идеја е поврзување на луѓето. Штандот на Мароко е многу колоритен како и нашата земја. Луѓето се топли и гостољубиви. Сакаме да привлечеме што повеќе туристи во Мароко. Поттикнувањето на бизнис соработка е исто така една од целите. Секоја држава има своја агенда. Украинската амбасада се представи не само за да ги презентира убавините на својата земја, туку и за да ја запознае меѓународната јавност со новите политички ветришта кои ја менуваат Украина. Сите знаат дека нашиот нов претседател беше комичар, но не знаат сите дека тој е првиот претседател на Украина кој не е избран од претходната номенклатура на комунистичката партија. Значи, на светот сакаме да му го покажеме новото лице на нашата земја. За повеќето држави ова е можност да го представат својот културен идентитет. Културната дипломатија е многу важна за Уганда, бидејќи така ја представуваме нашата култура, јазик, храна, убавините на нашата земја. Сакаме на светот да му покажеме кои сме ние. Но ова е и можност за запознавање со други култури. Настанот на кој што повеќе од 50 амбасади ги представија своите држави, најдобро покажува колку Вашингтон е мултиетнички град. Ова е вистинско богатство на култури и традиции. И осмиот саем донесува на едно место многу култури. Мислам дека тоа е она што ни треба, бидејќи сите луѓе се исти, без разлика од која држава доаѓаат. Потребни сме се едни на други. Годишниот саем на амбасади во Вашингтон се одржа по 8 пат, а интересот на излагачите и посетителите и годинава беше голем.